Овдека, кога ќе дојдеме, едноставно забораваме дека сме во затвор, работиш, имаш инспирација да сошиеш нешто ново. Наместо меѓу решетки и сиви ѕидови, во работилница меѓу шарени материјали и прозорци украсени со цвеќиња кои асоцираат на надеж, минува дел од денот на група осуденички од затворот Идризово. Вака велат им изгледа како деновите да одат побрзо, па некогаш дури и нема време за се. Секој ден, од понеделник до петок, доаѓаме во 8, заминуваме во 3, едно работно време, ние го поминуваме овдека. Затоа сме многу благодарни, не гледаме решетки пред се. Шивачката работилница постои од почетокот на годинава на иницијатива на модната дизајнерка Ирина Тошева, која е и нивна менторка. Опремена е со машини и материјали, донирани претежно од граѓанки и од компании. Овде не само што се пополнува секојдневието, туку велат се везе надеж и се шијат промени. Надеше, промени се, значи во животот понатака и можеме да продолжиме да работиме, значи имам нешто со што би работела понатака и кога би излегла од оваа установа, јас имам веќе еден занет. Не верував дека ќе успеам, Ирина беше убедена, ти можеш, ти знаеш, ти можеш. Мајка ми е шнајдер, работела цел живот на машина. Кога дојдов во оваа шивална, сватив дека јас потајно во себе ја крием таа уметност. Оваа приказна за надеж и втора шанса во која тишината се менува со креативни разговори излегува од границите на затворот. Чантите, несесерите и други рачни изработки со етикета Made in Идризово беа изложени во продавница на отворено на зелената тераса на градскиот трговски центар пред граѓаните кои дојдоа да ги поддржат. Бев на пракса во Идризово, така да знам колку им значи да избегат од тоа секојдневие таму и да можат да творат и креативно да се изразат за да полесно поминат денот. Втора шанса најверојатно на сите некогаш ни треба во животот и мислам дека е апсолутно добар начин тоа да се направи преку работа и ми се допаѓа дека е женска иницијатива и да се чуваме едни со други. Тебе како ти се допаѓа чантата што ја купивте? Многу убава. Ти си избра? Ќе ја носиш? Идејата е да ова да порасне во еден голем бренд како социјално предпријатие и сега дали ќе ги користиме за реновирање на просторот или нешто ситно што ни фали во работилницата или едноставно ќе одат кај нив, тоа они ќе се одлучат. Тошева ова го прави волонтерски, но за возврат добива голема награда. Таа се надева дека со оваа ќе мотивира создавање на нови приказни кои менуваат животи. Наградата е во насмевката и солзите радосници на секоја жена да знаеш дека ете на некому со нешто ситно си му го променил животот. Ако почнеме секој да прави некоја ситна промена во општеството, ќе имаме поубаво општество.